Никола, ти благодарам што одвои време денеска да бидеш мој соговорник во емисијата Кафе Муабети за Гламур магазин. Ти благодарам и тебе за прекрасната покана и за прекрасната најава. Долго време некако сакавме да те договориме и успеавме на некој начин, со оглед на тоа што многу си зафатен, после сето она што се случи со Звездите на Грант, меѓутоа ќе почнеме ајде од твоето детство. Како во дете беше Никола, каде го помина детството, какво сеќавање ти буди кога ќе се сетиш на детството, каде повеќе живееше Никола? Навистина бев добро дете, може да ги праштам моите. Бев добро дете, не правев проблеми. Живеев и во Македонија и во Германија. Потоа повторно со моите се вративме во Македонија и така се продолживме тука да живееме. Сега каде ти буди поубави спомени твоето детство, кога беше во Германија или кога беше овде во Македонија? Па нормално дека кога бев во Македонија затоа што тука израснав со сите мои другари, но јас сум човек што каде и додам се вклопувам така да и таму не ми беше лошо. И таму стекнав многу пријателство нови, многу другари, многу пријатели. Така да сегде каде идам и ден денес ми е мене окей и се вклопувам. Правеше некои палавштини како дете, вака нешто ти останало во сеќавање? Некоја случка? Не, навистина не сум правил никакви палавштини. Се беше добро. Мирно Никаков проблем не сум направил. Не. Мирно дете? Мирно. Беше по учењето? Право да ти кажам, некои предмети ми идеа, некои не, ама сакав да се учам, да. Каде заврши основно и средно? Основно заврши во Јоаким Крчевски, Волков, Орман, а средно заврши во Германија и бидејќи кога се вративме не ми призна некои тие документи дека учев таму и морав да доучам некои предмети тука во Кочарацин, така да и таму имам завршено и тука. Така, значи си пробал нешто и од образованието во Германија. Кога ќе споредиш, каде е подобро? Поискрено таму е многу подобро. Таму е многу подобро, имаш многу поголеми шанси за да не бев пеач, сигурно стане што ќе бев друго таму. Пример што? Па не знам, да не бев пеач, сигурно ќе бев фризер. Значи мене тоа ме влечеше од мал и ден денес ме влече, така да ако најдам некоја луфта од пеењево, ќе гледам да отворам некој мое бербер, како се вика, бербер шоп. Да си имаш свој, како да кажам, салон каде што ќе те средуваат, да си бидеш газда, така? Да си бидам газда, да. Ајде вака се да продолжиме со тоа кога Никола пак откри дека има талент за музика. Знам дека твојот татко, нели, е исто музичар и дека од него го наследи талентот, меѓутоа кога ти самиот откри дека знаеш убаво да пееш и дека сакаш да пееш? Јас многу од мал, мислам така, ќе се затворя во соба и знаев сам да вежбам, но ако ќе влееше тато или било кој од фамилијава кај мене соба, јас престанал, имав огромна трема, право да ти кажам. И на 16 години другари ми пријавија на Пинкови звезди. Тогаш тоа време беше Пинкови звезди и некако таму се опуштив полека. А пред тоа, значи, за тремата, да не ви кажам, во основно патронат кога требаше да пеам, јас се пријавував секој ќе дое делот кај што треба да пеам, јас бегав дома. Толку многу страм имав. Се некако тоа ми пројде таму на Пинкови звезди, бидејќи таму беа Шабан тогаш, Драгана Мирковиќ, Зорица Брустик, некако не знам кој од нив ми кажа, Никола, без разлика каде и да пееш, пред кој да пееш, едноставно сај со глава дека си пееш дома, едноставно. Исто како усово да си пееш, бидејќи крај крајва и ние сме луѓе, и ние пееме. Не мора вика од нас вика да имаш трема. Не сеќам точно кој ми го кажала. И од тогаш јас се така, некако се опуштив. После тие Пинкови звезди влегов во еден бенд во Македонија, каде што тие ми дадоа многу свадби, почнав со свадби. Ето, така се опуштив и сега не може да ме сопрат. Сега веќе немаш трема? Сега немам трема. Да, би запеал нешто сега во моментов? Што ти паѓа на ум? Па не знам, моментално... Немам срце ниту сила, душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам.
тоа ми дое прво. Прекрасна песна, преубава изведба, не се ни сомневав дека ќе биде така. Сега кога не планирав да те прашам во овој дел за тоа, меѓутоа има некоја што не можеш да заборавиш во моментов или што не можеш без неа? Убаво прашање. Види, секој од нас има. Ајде нека биде дека има. Има? Значи влюбен си? Па и сум и не сум, не знам, искрено не знам. Планираш вака во скоро време се гледаш во некоја брачна заедница? Се гледам и тоа како годините одат и каде и додам секој уште ме гледа како малечок, еве го малечкиот Никола, но малечкиот Никола наполни 26 години и така да мислам дека е време веќе и редно. Така, значи сакаш што помлад да се ожениш, таква ти е намерата. Да. Ти посакувам да биде така. Сега да се навратиме на она кога го кажа за Пинковите звездички. Стигна до полуфинале. Нешто што ти останало во сеќавање, што го паметиш, знам дека нешто многу те поддржуваше Шабан Шаолич покојниот и дека на некој начин и тоа те донесе до финалето, неговото, нели, како да кажам, охрабрување и секогаш гласаше за тебе. Нешто што ти остана во сеќавање, некоја анегдота, нешто во однос на Пинкови Шабан? звезди? Да. Еве вака са. Таму обично пример имаше денови кога не можеше некој од членовите на жирито да дојде, се деси еднашка и Шабан да не дојде. И место него беше Желко Сашич, ако не се лажа. Желко Шашич, да. Јас малку со шото си имам проблем. И као го најавуваат сега дека ќе дое Желко место Шабан и тој ше беше против мене до листот, ка идеме горе со обликуваме, вика, Никола, нема среќа денеска, као, извини брат, ама Шабан не ти доаѓа денеска, вика, нема да имаш глас, вика, тоа е, денеска среќата е на моја страна, викам, окей брат, викам, тоа е што е. Се симнуваме ние доле да пееме, Шабан стига на снимање, не доаѓа Желко. И јас пак поминувам директно и пак среќата беше на моја страна. Тоа не го заборавам. Се дружевте вака со Шабан тоа? Многу. Ти си бил тогаш релативно млад? Тој беше таков човек што одма секој сакаше да помогне, да даде совет, не се тргаше како поедини звезди, едноставно на секоја пауза доаѓаше до нас и ни даваше совети. Меѓутоа тој некако ти предвиде некоја, како да кажам, убава иднина во музиката и на вистина еве се испостави дека е така. Има едно видео, да, уште кружи на социјалните мрежи, тоа ми е навистина многу мило и драго видео, каде што тој каже дека јас за брзо време ќе станам некоја звезда и ќе станам грандова звезда. Ако може така да се каже, така да му благодарам. Никола, малце ќе те навратам повторно во она детство. Како те воспитаа твоите родители? На што те учеа? Вака да бидеш скромен, културен? Секој пат тоа ме учеа, да бидам скромен, да бидам свој, да помагам колку што можам на луѓето, да не бидам лаком за пари, што е мој ќе си дојде. Тоа така да тие некои работи ме учеа и уште ден денес се ги практикувам. Сега од оваа перспектива се гордеат со тебе, што ти велат? Нормално секој родител би се гордел. Па ништо, мајка ми ден денес пресрекна, татко ми се фали, бидејќи живее во Германија, се фали по колегите, син ми е Никола, сега, пошто ја не пеач, кај да иде. Никола станеше победникот на Звезда Гранда ми е син, така да и мене ми е мило што испадна се така и што ги направив моите родители и мојата фамилија горди. Меѓутоа, поблизок си со мајка ти? Нормално, па мајка ми е тука, нонстоп до мене. Каква е таа посебна ваша врска како мајка и син? Дали можеби дека си најмал или? Па и тоа си има улога, имам 3 сестри постари од мене, но не е само тоа, ние сме буквално како двајца најдобри другари, се знае за мене, буквално се знае за мене, не ми е само како мајка, се што е лошо, што ми се случува лошо и кажам, се што е добро и кажам, се буквално знае за мене и така да, буквално како двајца најдобри другари. Ти помага за некои проблеми со кои што се случуваш во секојдневието во животот? Па нормално, мајка е секогаш ти дава совети. Нормално. А кажи ми, освен ти, некој друг има талент за музика, еве од сестрите? Ова најмалава сестра што има многу желба, ама е многу антиталент за музика, ама секогаш кој да и ден денес да вежбам така во мојата соба, она доаѓа, може јас една песна да запеам, и јас ајде ќе дам, ама џаве не може ни од тон, не ритама, многу имам мерак за пеење. Не, така да јас и татко ми само. А во Звездите на Гранд кој те пријави? Се пријавив сам.
И јас таа сезона не ни требаше да се такмичам, да се надпреварувам, бидејќи таа сезона Саша Поповиќ одржи да биде само нови кандидати што никогаш не се надпреварувале претходно, а јас се надпреварував пред 5 години. Бев тогаш кај Марија Шерифовиќ и исто стигнав до полуфинале. Ама татко ми се пријави исто на Никад nije касно и јас отидов на снимање со него и таму како ме познаваат и ме трнаа на страна како да се пријави ти, да. Викам, ама почна снимањето, викам не ме викна. И тогаш некако ургира, као, ајде ќе биде интересно, татко ми вамо се такмичи, јас вамо. И направија што направија, влегов јас во такмичењево и јас победив, татко ми негде при крајот испадна. Така да, му благодарам на татко ми што ме викна таму, воопшто да идам со него, ете, ради него и победив. Кажи ми сега, знам дека, нели, некако ми се чини дека како Цеца, како ментор, многу се залага за своите кандидати, барем јас имам такво чувство, дали е тоа така? Жива вистина, еве и ден денес има кандидати од Македонија и навистина многу им помага. Не само, ја мислам да не е само за мене, ама навистина еве на сите им помага. Јас сум жив сведок бидејќи одам често Србија и она си има, ако си приметила, и своја емисија, Цеца шоу, така да ајде јас као победник, окей да ме викне, ама ги викај кандидатите сега да се такмичат, тоа многу ме радува. И што им дава негде, као викаат србите, ветер у леđа. Така да многу ми е мила за тоа и навистина е многу добра жена. Некако слушаме различни муабети, нели, кога станува збор за големите звезди од Србија. Еве, нели, постојано се слуша можеби нешто лошо, нешто добро, меѓутоа каков е твојот впечаток како личност? Еве, не како ментор, него како личност. Каква е Цеца? Па види, јас секогаш сум ја фалел, али тоа не е бидејќи јас морам нешто да ја фалам неа или навистина е жената таква. Не знам како да го објаснам тоа. Јас на 2 пати пробав да се откажам бидејќи ми беше многу напорно тоа такмичење. Она беше така ме бодреше, а не значеше на неа ништо, пример, кој сум јас во животов за она мене да ми се јави да ми каже Никола, ти си има цел во животот, треба да си... Ми даваше многу совети едноставно. Така да многу сака да помага и тоа што се деси со бугарското знаме. Не е жената за ништо крива, но навистина не знаела каков однос имаме ние со бугарите. Ништото она не ми го направила намерно како што поедини луѓе го изјавуваат. И јас јавно ја поддржав тогаш и јас испаднав исто линч на... Ама тоа е, кога не ја познаваат луѓето таа личност, да. Затоа не можат да видат навистина каква е она. Она многу ја сака Македонија. Претерано многу ја сака. Кажи ми, што ти беше најтешко кога се надпреваруваше? Еве кажа пред малку дека си сакал да се откажеш. Зошто? Која беше причината? Јас работев и пред Грант, многу работев надвор од Македонија. Германија, Швейцарија, Европа претежно. И право да ти кажам, тоа кој идеш да се надпреваруваш е цела година фактички. А јас од таа цела година само првиот круг бев од Македонија. Се друго беше Германија, Швейцарија. Јас морав нонстоп таму да патувам за Београд и навистина ми беше многу напорно. И не можев тоа да го издржам. И пробав да се откажам, не можев. Не ми даде да се откажам. Ама ете се тоа се сплатеше, да. Па како не, и стайлинг треба да си одбереш, и песни. Мислам, песните се најбитни од се таму. И да ги извежбаш, и патот, и се тоа некако и си кошта, и си носи и пари, и време, и се. Кажи ми, кога те прогласија за победник, моментот, како тоа го доживеаш? Какви ти беа чувствата? Се расплакали? Па искрено пред тоа неколку дена беше едно финали, се откажа и сега некако таа еуфорија ми помина, ама знаејќи некој од таму дека јас тој пресок сум имал првото финале, дека сум имал најмногу гласови, некако ми беше многу поедноставно сега кога дојдов второто финале, втората сабота, и некако нонстоп зборуваа за мене, и некако си бев посигурен дека ќе победам. И како идеше така од пресек, се некако јас доаѓав при крајот и немаш искрено да заплашам, но кога ги видов Цеца прво почна да плаче, мој од таму, јас не можев искрено да си ги сокријам солзите, така да и јас почнав да плачам од среќа. И навистина колку и да верував во тоа, пак
пак има некој процент кај што исто не веруваш дека ќе победиш, ама ете, фала му на Бога, се испадна како што треба и тоа е едно незаборавно искуство. Незаборавно искуство. Сега те дочекаа многу убаво во родното Волково, нели, каде што Се изненадив искрено. каде Прво во што и Ѓорче, живееш. потоа во Волково. Така, да. Очекуваше таков дочек? Не, искрено не очекував. Имав многу обврски после финалето во Београд, со наградите, со емисии, со гостувања кај што требаше да гостувам, ми искочија концерти некој кај што требаше да гостувам. Арно Мочичко ми се јави да ме праша сега кога ќе стигнам и од околу јас дознав дека нешто ми спремаат, ама не знаев дека е дочек. И кога дојдов искрено на граница, тој период имаше многу гужва, они се средиле. Значи јас пројдов буквално како претседател. Дојдов од таму во Ѓорче, кај што ме пречека еден тон народ. А за Волково не знаев искрено дека и таму се собира. Мислев, ајде, тоа во Ѓорче и толку одиме дома. Од таму ме качуваат во кола, не имаме уште едно изненадување, кога стигнав кај мене во Волково, навистина толку луѓе не сум видел никогаш во Волково, собрани на едно место. Бидејќи сега, нели, кога човек ќе доживее некој успех, тогаш некако луѓето почнуваат да го вреднуваат, да, нели, му посветуваат внимание. Како да кажам, како би го дефинирал односот на луѓето пред и потоа? Тоа си го искусив на своја кожа, како што кажа. Некои луѓе што претходно не биле во мојот живот или биле, али не биле толку блиски, после победата сите беа тука, сите те тапкаат по рамо, за сите си најдобар. Поединците се извинуваат за нешто што направиле и така да го искусив на своја кожа и тоа е жива истина, така кога постигнеш некој успех сите се тука. Арно, ама кога ќе си никој и ништо, Значи, треба некој однадвор да ни го вреднува нештото, без разлика дали станува збореве за пеење или за некоја друга уметност, за ние да потоа да знаеме да си го цениме. Зошто е тоа секогаш така? Па, зошто е така? Еве, ние во Македонија немаме нека голема продукција за музичари, за да ни стакнуваат. Ако збориш во тоа пореда, тоа ни одиме во Србија или било кај негде на страна за луѓето наши да не видат и да се прочуеме некако. Тоа навистина е многу жално од една страна. Друго не знам што да кажам. Да треба поише продукции македонски да има за да не би оделе на страна, да може ние да имаме некоја своја естрада. Веќе почна и да снимаш. Знам дека имаш подпишано договор со Гранд продукција. На колку време? И што тоа значи? 9 години се тука за мене, што и да ми треба. А исто и јас дел од моите настапи што ми се, си имам обврска кон нив. Смееш нешто од надвор од Гранд продукција да снимаш во Македонија? Смееш или мораш само за нив да снимаш? Не, смеам се да снимам, но се оди на нивниот YouTube канал. Така, се пласира Никој на не ми YouTube. забранува ништо да снимам со некого, само се што снимам треба да оди на нивниот YouTube канал. Колава со која што дојде пред малку е таа што ја доби или ова е друга? Не, ова си е мојата, а таа е по гаража. Така, која вози? Па јас се возам така понекогаш. Така, добро. Сега кажа дека пред да победиш во Звездите на Гранд си свирал во некоја група. Кажи ми сега колку ти се промени пак тебе животот од кога победи во Звездите на Гранд и колку тоа има влијание врз твојата работа како музичар, како уметник кој што нели се занимава со пеење исклучително. Па стекнав право да ти кажам многу искуство сега како победив, бидејќи и претходно ми кажуваа луѓе како се качуваш вака кон врвот некој, така секој гледа да те спушти, да ти направи сопки, да ти направи белја. И тоа навистина е така. Јас од една страна е добро што како што кажав сите се тука као те тапкаат по рамо, од друга страна секој ти копа гроб. Навистина е многу тешко. Како што кажав, јас работев и пред Гранд, сега работам исто во полна пари, само нели за повеќе пари. Значи цената се покачи. Цената се покачи, но знаеш, од една страна луѓето гледаат сега како тој кој знае колку заработува, не знае пример јас колку давачки имам од тие пари сите што ќе ги земам. Платиш менаџер, да платиш Гранд, да платиш музичар. Така да навистина е тешко и
Многу злобни луѓе има. Многу злобни луѓе има што сакаат да наштетат. Овде кај нас збориш И поконкретно? кај нас и таму? надвор, да. Да. За жал балкански менталитет. Секој гледа ти нашкоди да измислува приказни за тебе, нешто што не си направил, да ти склеветува, да. Како се носиш со тоа? Па пробувам некако. Да. Пробувам некако. Сега за сега е окей, но ми паѓа понекогаш тешка, така кога ќе па исто и кој за тебе са нешто да зборат, а знаеш дека не си ти тоа, не си го направил ти тоа. Тешко е. Како велат за луѓето кои што се во јавност, еве, познатите, секогаш мора да се зборува нешто, дали добро или лошо, меѓутоа мора пак и да се научите или научиме, нели, да се носиме со сите тие работи, бидејќи тоа е, како да кажам, сепак дел, нели, од ете така. И мислам дека не треба многу тоа да те погодува и мораш да се научиш да се носиш со тоа, со оглед на тоа дека веќе ти како да кажам, веќе си влезен во тие води и нема назад, освен ако сакаш да се откажеш. Па сега не се откажувам, ама тешко е и се навикнал. Сега да те прашам за снимањето. Кога зборувавме да се договориме за емисијата, речев сум во студио, не ќе можам деновиве, нели, ќе можам тој ден. Што спремаш? Работам на мои нови авторски песни, така да сум премногу среќен за тоа. Спремам и проекти од македонски народни песни, препеани, така да јавноста треба да очекува нешто многу добро од мене. Ќе откриеме со кого соработуваш? Па ја можам да кажам, соработам со Мите Стоилков и со Revolution Band од Македонија, така да они ми се тука и сега има екстра свирачи кои ќе ги видите во самото видео. Така, ајде, верувам дека ќе биде сето тоа добро спакувано и презентирано. Никола, вака си размислувал некогаш кога, например, не би се занимавал со музика, што би бил освен фризер, што кажа, нели, дека сакаш, меѓутоа, знам дека и кога си бил во Германија си играл и фудбал. Би бил можеби фудбалер, ако не би бил пеач? Па, јас кога бев во Германија играв на вистина фудбал и играв за добри тимови и заработував и тогаш пари. Арно, кога се вративме, кај нас немаше кај да играм, почнав со пеење и фудбалот скроз го паталив. Али да остане во Германија, би бил сигурно некој фудбалер. Немам повреди, ако некој мисли дека сум се откажал и таа коленото и таа, немам повреди, едноставно се префрлив во музичките води, да. Животот на музичарите не е едноставен. Си бара многу труд, како што кажам, многу и финанси, и да се вложиш сами од себе, да правиш проекти, да пласираш нови песни. Меѓутоа на луѓето така некако тоа им е, супер, тие си пеат. Кажи ми, понекогаш ти доаѓа напорно вака на моменти? Како не доаѓа? Ама народот тоа не го знае, бидејќи ете, како што самата рече на телевизија или на социјалните мрежи гледате, на него супер му е. Си патува, си пее, си заработува пари, а некој позадината тоа не те знае колку ти по 2-3 дена не спиеш по авиони, си по коли, можеш да испозагинеш, да се деси нешто. Еве здравието, јас сега моментално од инекција доаѓам, никој тоа не го знае. Но се си има последици од ова. Само што народот не е упатен кој тоа. А тешко е многу. А кажи ми, имаш настапи надвор од земјава? Негде имаш некои гостувања? Ми се сите надвор од земјава. Така. Сега почнувам сезонова да поработам малце во Македонија, иначе сите настапи ми беа надвор од Македонија. Бев Австралија и претежно сум Европа и Швајцарија. Претпоставам дека после победата се зголемија гостувањата по број, нели? И кажи ми, кога станува збор за бакшишот, бидејќи нели во народната музика, како велате бакшишот. Има ли некој, како да кажам, рецепт за да еве ако некој не сака, ти да му изнудиш бакшиш? Како го правите вие тоа, пеачите? Одите на маса, пеете или не знам како? Па види, за мене баре тоа лесно сега, бидејќи ќе ти откриеме една тајна. Ако ти доеш на мој настап, и ако со паричка доеш до мене и ми кажеш, сакам таа песна. Јас одма ќе знам кои други 10 ги сакаш според таа. Ќе ми го откриеш вкусот. Точно, и ти нормално ќе ми почестиш уште. Кој бил најголемиот бакшиш што си го земал досега? Па не би сакал да зборам за тоа, али ако еве морам. Или каде?
странство. Во странство, добро, каде, во кое место? Германија. Во Германија. Германија, мора и Швајцарија. Над 10.000. 10.000 што? По Швајцарија беа Франција. Добро, да знаат гледачите, може да бидат и евра. Кажи ми, каква е публиката пак таму? Бидејќи нели секогаш кога луѓето живеат надвор од нашава земја се поголеми патриоти, ајде да кажам, од ние што сме тука. Па како реагираат на македонската музика кога ќе им запеше еве некоја убава македонска Со мерак слушаат и гледаат и навистина им е на нив мило кога ќе ме видат таму, а често сум таму. Ама доаѓаат и многу луѓе од Балканот. Хрватска, Босна, Србија, така да јас не ми доаѓаат само македонци, да доаѓаат сите. Бидејќи претходно, кога што кажав, работев таму, имам многу познаници, многу пријатели и секогаш е добро. Каде и да пеам, сите се задоволни, од се помалци има. Меѓутоа карактерот си остана ист. Никола си е Никола, така? Буквално ист. Би се вообразил понатаму ако станеш некоја голема звезда? Никогаш. Ни за ни едни пари, ни за ни една слава. Јас сум тој на кој му се свиѓа, нека биде до мене, нека ме прифати, кој не, нека не ме прати, нека не ме гледа. Колку пријатели имаш вистински, се бројат на една рака на прстите од едната рака или? Имам, навистина имам многу пријатели. Ама вистински? Вистински. Имам и надвор, имам и тука. Десетина се сигурно од тука, што буквално се тука за мене во било кое време. И кога не сум тука, доаѓаат на мајка ми, помагаат, ја носат кај што треба и помагаат околу куќата, околу дома. Така да имам наистина многу. Кажи ми, имаш снимено дуетни или со твоја, како да кажам, надпреварувачка која што заедно со тебе беше, така? Анџела, не ми текнува на името. Бидејќи нели дуетите се секогаш, како да кажам, меч со двеоштрици, може да биде и добар, може да не помине. Имаш ли некоја желба пак со некој од кај нас да снимиш некој дует, со некоја еве наша, можеби пејачка или пак зошто да не може и со некој од нашите фолк пејачи? Па, може, зошто да не, пример, многу си ги ценам и си ги почитувам. Анета Љумаковска, Сузана Гавазова, шо знам може со кој од машки би можел со Мите многу си го ценам и си го почитувам. Не знам, има доста. Има доста. Многу наши фолк пејачи почнаа да прават концерти. Некако порано не беше многу нели тоа пракса. Дали треба повеќе нашите изведувачи да прават концерти кај нас, бидејќи знаеме дека многу и од надвор доаѓаат еве звезди од фолк естрадата да настапуваат? И дали и ти би посакал еве Владче ја наполни, беше првиот фолк пејач кој што ја наполни салата, Борис Трајковски и направи еден фантастичен концерт на кој присуствував. Дали би посакувал и ти во иднина еден таков концерт да направиш? Па нормално, кој не би сакал. Јас еве после победата имав еден мој концерт каде што пак не беа мои песни, само песните што ги пеев на Гранд, но дојда повеќе од 5000 луѓе, така да за мене тоа беше прво нешто што сум го постигнал и што дојда толку народ за мене. А иначе да, треба почесто да се прават такви работи, ама нашите артисти треба да се снимаат своја авторска музика, да би можеле народот да засакаат и да дојдат на тој концерт. За пример Владко има еден куп песни, така да он може да направи концерт, али повеќето немаат. Повеќето немаат, затоа не ни можат они да направат свој концерт. Може да направат концерт, али да биде пример, еве ќе спомнам како Јаков. Како Јаков што пее туѓи песни, јас него го почитувам и го сакам. Ама ете публиката го сака. Па добро, тоа е звезда, срекна звезда. Да. И само да ти се поклопат коцките некогаш. Да, и сега нека си тера човекот. Супер пее. Да, еве како вака ти доаѓа кога еве ги гледаш тие работи, бидејќи не знам некој еве како што кажуваш, треба да си има своја авторска музика, а тој со други песни наполни толку многу. Па види, тоа е еден од милион кој му успеало тоа. На него му успеало и добро му иде и така да. Сакам да кажам дали го оправдуваш тоа? Во врска со него го оправдувам, бидејќи навистина е многу добро момче, а од друга страна стојам за тоа дека треба да се снимаат своји песни, тогаш да си направиш свој солистички концерт. Сега да те прашам дали добро се живее од музика,
еве поконкретно во твојот случај, дали добро заработуваш, дали може да живееш нормално, еве утре можеби ќе имаш и семејство, па да го издржуваш и семејството и сопругата? Во искрено не е за жалење, не можам да се жалам, супер е. Сега за сега е супер. Како што ти кажав, колку што заработам, дупло имам трошкови за давање, но Вложуваш во себе пак во музика. Точно. Па и скоро секоја недела сум Србија, патување, емисии, гостувања, така да се тоа си е на свој трошок и ама добро, се заработува, не можам да се жалам. И сега за да нели идната твоја сопруга да има нели сопруг како тебе кој што е толку многу зафатен и со толку многу ангажмани, колку треба и дали еве кажа дека си влюбен, колку треба таа личност, идната твоја сопруга да има разбирање за твојата професија и колку ти е тоа важно за да ти нели изградиш понатаму со неа заеднички живот? Па за секој музичар тоа е нешто најважно, да најде таа некој што ќе му разбира работата, но од друга страна јас пак се ставам и на незина страна, бидејќи еве по мајка ми тоа го знам. Мајка ми е цел живот дома, а татко ми е тој што е цел живот надвор негде. Така да и својата страна си ја гледам, мислам ја гледам и страната на татко ми каква била, он работел да заработи за да ние да имаме. А од друга страна па жените се пак и они малце. Па и ти знаеш како е, така да. Тешко, треба наистина разбирање, тешко. многу Треба треба разбирање, но е претешко. Така да, за жените секогаш е потешко, нели, кога мора да имаат сопруг кој што им е музичар и кој што нели треба повеќе да биде тука, нели на настапи отколку дома, но ако се има и љубов и почит, претпоставам дека сето тоа добро се вклопува и се обстанува. Тука некаде сме при крајот со муабетот, би сакала да прашам кој е твојот најсреќен период во животот, а кој бил најтешкиот период во животот? Најсреќниот и најтешкиот. Добро прашање. Најтешкиот и па најтешкиот ми било кога требаше на 16, колку на 17 години, кога станавме тука со моите дома да почнам јас да работам и да издржам целата моја фамилија. А најсреќниот кога победив и ми тргна некако. Кога се смени? Кога се смени. Каде се гледа Никола за 10 години? За 10 години се гледам и ти ветувам тебе и на јавноста дека и јас сигурно ќе имам еден свој солистички концерт, каде што ќе соберам многу луѓе и ти, здравие Боже, ќе бидеш во првите редови. Да сме здрави и живи. Ти посакувам навистина многу голем успех, бидејќи сега те запознав еве и лично и навистина можам да кажам дека си навистина прекрасна личност, едно скромно воспитано момче кое што навистина заслужува сето на што му се случува во животот, а ти посакувам како што кажа и ти еве за 10 години да направиш еден солистички концерт, па да наполниш не една сала Борис Трајковски, него да наполниш можеби 10 еве како Јаков, ти посакувам, ама со своји авторски песни. Дај Боже, дај Боже. Никола, ти благодарам многу за кафе муабетот. Ние сме секогаш тука, нели, те следиме се што работиш и еве се надеваме она што ќе го извадиш како материјал на кој што работиш, ќе не информираш, па и нели да го пренесеме преку нашиот медиум, така и да знаат гледачите што повеќе. Ти благодарам уште еднаш и ти посакувам навистина само успеси. Да се ми живи и здраво, ти благодарам тебе за прекрасната емисија, за најавата, за гостувањето, за разговорот и за се, до сега. Па ќе се видиме на некој друг кафе муабет. Се надам. Се гледам.